До крајот на годинава Општа болница Куманово официјално останува без анестезиолог, информираше деновиве директорот на јавната здравствена установа Сашо Стошевски. Последните двајца специјалисти по анестезиологија користат денови од годишен одмор и по нова година заминуваат во пензија, посочува директорот. Во меѓувреме, болницата проблемот го надминува со ангажирање анестезиолози од повеќе здравствени установи во земјава. Директорот Стошевски ги повикува анестезиолозите кои што се во пензија да го следат примерот на доктор Синиша Бајдевски и да ја помогнат на болницата. Од 27.10. официјално болницава нема ниту еден анестезиолог, бараме начин тоа да го решиме, да го надминеме. До сега некако ни оди, не може да кажам баш успешно до крај. Имаме подпишано договор со повеќе јавни здравствени установи низ Македонија, како што се 8 септември, ГАК, Чаир, Градска болница, Карил и така натаму, со подпишување на договор по член 221 од Законот за здравствена заштита, каде што тие ни отстапуваат од анестезиолог, меѓутоа анестезиолог кој сака да дојде. Го префираме Министерството, испратиме тоа можеби 20 дописи до сега за овие 2 месеци. Од Министерството има ветување дека проблемот ќе се надмине. Се надевам и очекувам дека тоа ќе се реши во најбрзо време. Не сега за сега месецот ноември на нас не е покриен со анестезиолози. Со доаѓање на анестезиолози од внатрешноста и од Скопје. Можам да се пофалам со тоа што на доктор Синиша Бајдевски, анестезиологот, го вратиме по пензионирање, самиот изрази желба да помогне на болницата, го вратиме со одредени договори согласно законот да дава одредени дежурства, така да сега ја користам и приликата јавно да ги повикам и останатите анестезиолози кои се во пензија, доколку се во можност да дојдат да помогнат на болницава, си има законска одредба, законски договор ги си направиме, за да може колку толку да го спасиме пред се пациентите и Куманово. За разлика од одделот за анестезија со реанимација, на останатите оддели состојбата е задоволителна. Лекари и специјалисти има речиси во доволен број, но она што недостига е среден медицински кадар, потенцира Стошевски. Освен анестезија, за другите специјалности не можеме да се пожалиме сега во моментот, примиме 24 специјализанти, имаме доволен кадар. Очекуваме сега со втората тура на вработување на 300 специјализанти да добиеме уште 20 на вработување на кадрот каде што ни фали, каде што имаме на психијатрија малку помалу, на инфектологија, ОРЛ, па можеби да кажеме и педијатрија. Со тоа би го затвориле кругот на лекари специјалисти. Со средно медицински персонал, наискрено, работава е за никаде. Наискрено, неотворено кажам, за да може да ме разберете сите. 4 години во болницата има заменето преку 160 луѓе во пензија, 160 вработени, а нема ниту едно приме. Апелираме до Министерството да праќаме дописи, бараме вработување на најмалку 100 нови вработувања од среден персонал, болничари, медицински сестри, техничари, хигиеничари, општи работници, возачи, како да ви кажам, имаме 4 возила, имаме 20 шофери во смена. Полошо не може да биде. Апелираме и бараме од Министерство да ни овозможи вработување на кадар, на среден кадар. А конкурсот за вработување на лекар анестезиолог е отворен 365 дена во годината, само за жал нема кој да се пријави. Испратиме официјално барање до Министерство за вработување на 9 општи лекари, на кои понатаму би им дале специјализација анестезија и реанимација. Очекувам дека на болницата тоа ќе се одобри и во што е можно побрз период да вработиме 9 општи лекари, кои пак ќе напоменам, ќе треба да земат специјализација по анестезија. Во изминативе години, ова е проблемот што се провлекува од пред 10-15 години, каде што пак ќе напоменам, тука во болницата е било желботека кој што сака да специјализира, не се гледало на тоа што уствари се потреби на болницата, некој што сака. Од друга страна, ако државата плаќа, ако државата финансира специјализација, ќе финансира она што е потребно на државата и на јавната здравствена установа. Доколку некој сака да специјализира по желба, си има приватна специјализација, нека си плати, нека си специјализира и така натаму. Во болницата во стариот ургентен центар од јуни годинава работат 24 специјализанти кои што им помагаат на интернистите и хирурзите. Иако конкурсот беше распишан за 28 специјализанти, за жал 4 места останаа празни.